Најголем дел од мерките во економијата кои што и самите партии ги промовираа во изборните кампањи се добри и треба да се спроведуваат, велат бизнисмените. Новата влада можеби првата работа што треба да ја направи е изедначување на домашните со странски инвеститори. Треба да се внимава и на капиталните инвестиции кои што реално отвораат нови работни места и ја поттикнуваат потрошувачката, велат експертите. Првиот закон што ќе треба да се донесе токму во врска со странските инвестиции е ако имавме мерка, ако вработиш еден и добива субвенции 2 години за него, и јас како домашна компанија треба уште дополнително 2 години да го сочувам работникот, значи исто треба да важи и за надворешните инвеститори. Што подразбира тоа? Значи ако 10 години ти имале субвенции, 10 други години без субвенции ќе мораат да работат тука или во обратно треба да ги враќаат сите субвенции до сега што ги зема од нашите буџети, од нашите џепови на нашите граѓани. Еден од приоритетите на новата влада треба да биде изголемување на платите на граѓаните, вели Кучи. Ние како бизнес сектор секогаш сме рекле дека платата, односно стандардот на нашиот вработен треба да порасне. Со статмото тоа не гледаме дека е нешто многу трагично, но обратно, затоа што ќе имат нашите вработени што да потрошат. И со самото тоа ќе почне тркалото на економијата, на стопанството да се развива. Токму економските мерки како привлекувањето на странски инвестиции, одржлив развој, нови работни места, подобар стандард за граѓаните беа и најбројни во програмите на речиси сите политички партии и коалиции кои учествуваа на изборите.